Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а наша денешна соговорничка по Zoom линија ја имаме Дина Дума, младата режисерка која што со својот дебютантски филм Сестри ја освои наградата во Карлови Вари на престижниот филмски фестивал во Чешка, а кој што сега го очекуваме со нетрпение да го видиме како домашна публика, односно следува во следните денови македонската премиера во киното Милениум. Ако имаме Дина, да, веќе ја имаме. Добро утро. Дина, кажете ни сега како одат подготовките за македонската премиера, конечно да го видиме вашиот филм после странската публика и дали е ова дел можеби од пропозициите, бидејќи вашиот филм оваа година е предложен како македонски кандидат за Оскар? Тонот го немаме? Така. Да. Благодарам за повторната покана за гостување од твоја страна, Александра. Да, имаме подготовки за премиерата. Таа се случува утре и навистина сме цел ден сме многу возбудени, бидејќи ќе го споделиме филмот конечно со нашата македонска публика. Имаме сите трима и големо возбудување. Да, дел од пропозициите за Оскар треба да е секако кино прикажување. И секако 7 дена кино прикажување, така да, секако и тоа беше дел од тие пропозиции што Оскарите ги бараат. Кога ќе биде познато точно дали сте влезени во оној потесен избор за Оскари? После 22 декември. Така, после 22 декември, да кажеме и тоа дека оваа година Американската академија за филм и подвижни слики, уметност и наука својата церемонија за доделување на Оскарите ја закажа за 27 март од 2022 година. До тогаш многу работи ќе бидат појасни. Дали во меѓувреме, Дина, имавте некои други фестивали за филмот? Да, имавме неколку фестивали. Добро. Меѓутоа, голем дел од нив морам да кажам дека беа онлайн, а само неколку, само два всушност се одржа во живо. Добро. Другото не беше онлайн. И за жал не успеавме да се споиме со публиката и да испатуваме. Добро, кои се тие фестивали кај што учествувавте? Меѓу најмногу би ќе издвоила Сан Пауло. Да. Секако и Талин, кои што се едни два битни фестивали, и Каиро филм фестивал, кои што се фестивали од А категорија. И нив би ги издвоила. За жал сите три беа во некој хибриден формат, повеќето онлайн. И не беше возможно да се отиде таму. Добро, да се подсетиме за Сестри. Тоа е ваш дебютантски долгометражен филм. Имате во својата биографија неколку краткометражни филмови изработено. И се занимава со една доста актуелна тема. Тоа е булингот помеѓу врсничкото наследство, булинг како и да го наречеме. Сестри се занимава со пријателството на две тинејџерки кои што ќе биде ставено пред разни препреки од кога ќе сватат што направиле. Барем така стои во објаснувањето. Да се посетиме малку за што се работи во филмот Сестри. Значи, како што кажавте, ова е филм за две другарки кои што снимаат една трета нивна познаничка од истиот клас, како има односи со друго момче, видеото го постираат онлайн. Видеото станува вирално и едноставно целиот живот на третата другарка е уништен. Понатака ги следиме односите на овие две другарки кои што го постираат видеото и секако нивното пријателство и како таа прогресира понатака и како се справуваат со грижата на совест. Секако не ви ги откривам сите детали од приказната, затоа што сепак
од утре па натака ќе можат сите да го погледнете. Да го гледат филмот. Мене ми беше фасцинантна вашата приказна, вашето искажување всушност дека и на кастингот, кога сте го работеле кастингот, средношколците кои што ги планиравте за главните улоги, средношколките всушност имале свои приказни, значи со свои приказни настапиле на кастингот, што не е вообичаено. Точно, значи во последниот круг имавме околу 100 девојки кои што беа отворени да ни го кажат своето искуство. И за жал на некој начин овој кастинг се притвори во случај на студија, бидејќи овие девојки споделија со нас многу слични приказни како моето сценарио. И бројката на булинг и сайбербулинг навистина со мојата кастинг агентка навистина свативме дека е многу поголема отколку што очекував. А понатака и низ процесот на пробите со избраните актерки, исто така имавме доста разговори и тие исто споделија своји лични искуства и искуства на своји познаници и сокласници, кои што беа исто така доста алармантни и доста чести. Дина, да споделиме сега, можеби е момента малку за екипата. Повеќето од екипата се исто така дебютанти кога се работи за долгометражен филм. Да, точно. Голем дел од креативниот тим се млади и се дебютанти. Мојата продуцентка Марија Димитрова е дебютант, исто така и директорот на фотографија. Наум Доксевски. Наум Доксевски, така. Ние сме тим кој што работи веќе од студентски години, некако заедно се развивавме и на крај го снимивме и овој долгометражен филм заедно. Добро, да кажеме и тоа дека актерката кај вас главна што е и кај Марија Апчевска исто така учествува. Да, точно, тоа е Антонија Белозелковска, која што е навистина талентирана. Таа исто глуми во Северен пол на Марија Апчевска. И навистина сум среќна, затоа што мислам дека имаме еден многу голем талент пред нас, кој што тек допрва мислам дека ќе се развива и ќе го гледаме на големите платна. Добро, јас да не должам премногу и да оставам и публиката и критиката домашна да каже по некој збор за тоа што е овој филм во македонската кинематографија, какви предности носи со себе, какви нови созданија ќе ни донесе, така што еве со нетрпение ја очекуваме македонската премиера на филмот Сестри од Дина Дума и ви благодарам за денешното учество во нашата програма. Благодарам вас.